Добар ден, драги ученици! Јас сум наставничката Александра Ѓоргиева Спасовски од Основното училиште Блаже Конески Скопје, оделенски наставник во прво оделение. На денешниот час по математика ќе работиме за одземање до 20. Целта на овој час е да го разбереме одземањето како броење наназад, намалување, одредување разлика, правилно користење на знакот минус при решавање на задачи со одземање. Најпрво ќе ви прочитам една катанка во која што треба да откриеме еден од основните математички знаци. Легната црта права помеѓу два броја се става кога треба нешто да го снема и кога едно од друго се зема. Не сум линус, ниту инус. Моето име, деца, е минус. Токму така речеме. Тоа е знакот минус, еден од основните математички знаци кои го користиме во решавањето задачи со одземање. Ќе погледнеме бројната оска на која што се испишани броеви од 0 до 20. Кога броиме на напред, броевите растат за 1. Тоа би звучело вака: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Забележавме дека со броењето нанапред секој број нареден се зголемува за 1. Со броењето наназад од 20 до 0 секој број се намалува за 1. Тоа би звучело вака: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Забележавме дека броевите со броење наназад опаѓаат за 1. Оваа бројна оска ќе ни помогне во решавањето на задачи со одземање, со тоа што ќе ја користиме со броење наназад. Ќе погледнеме неколку примери преку кои ќе го објасниме одземањето со користење на бројна оска. На оваа слика гледаме пеперутки. Најпрво ќе ги изброиме колку пеперутки има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значи, дечиња, најналива да имало 12 пеперутки. Од нив 2 пеперутки одлетале. Колку пеперутки останале? Ова можеме да го представиме на бројна оска. Знаејќи дека биле 12 пеперутки, го бараме бројот 12. Знаеме дека 2 пеперутки одлетале. Затоа од бројот 12 броиме за 2 наназад. Тоа би изгледало вака: 12, 11, 10. И самите стрелки на бројната оска го покажуваат истото. Со броењето наназад од бројот 12 за 2 стигнахме до бројот 10. Значи, дечиња, на ливадата останале 10 пеперутки. Ова можеме да го провериме и со броењето на пеперутки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Токму така. На ливадата останале 10 пеперутки. Ова исто така можеме да го запишеме како задача со одземање, а тоа би изгледало вака: 12 минус 2 е еднакво на 10. На ливадата останале 10 пеперутки. Ќе разгледаме уште неколку примери преку кои ќе го објасниме одземањето со броење наназад на бројната оска. На оваа слика гледаме едно девојче и до неа има кошница со јаболки. Ова девојче се вика Јана. Таа во својата кошница набрала 15 јаболки. Но одејќи по патот кон дома, Јана изела едно од јаболките. Колку јаболки останале на Јана во кошницата? Истото можеме да го пресметаме со помош на бројната оска. Знаеме дека Јана имала 15 јаболки во кошницата, го бараме бројот
15 на бројната оска. Знаеме дека Јана изела едно од јаболките. Затоа, од бројот 15, броиме наназад за 1 и стигнуваме до бројот 14. Тоа ни го покажува и зелената стрелка на бројната оска. Значи, дејчињата на Јана во коштицата ја останале уште 14 јаболки. Ова можеме да го запишеме како 15 минус 7 е еднакво на 14. Ќе разгледаме уште еден пример преку кој ќе го објаснеме одземањето на бројната оска со броење наназад. Во една група имало 17 весели мечиња. Ајде да ги изброиме да видиме дали се 17 мечиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Токму така. Имало 17 весели мечиња. Тие сложби се играле и се дружеле. По некое време, 5 мечиња од групата решиле да си заминат дома. Колку мечиња останале во групата? Истото можеме да го пресметаме на бројната оска. Знаеме дека имаше 17 мечиња, побараме бројот 17 на бројната оска. 5 мечиња од нив си заминале дома, затоа ние од бројот 17 броиме за 5 наназад. Тоа би изгледало вака. 17, 16, 15, 14, 13, 12. И самите стрелки на бројната оска ни покажуваат дека со броењето наназад, од 17 за 5 наназад, стигнеме до бројот 12. Тоа, драги дејчиња, значи дека во групата останале 12 мечиња. Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Токму така. Откако 5 мечиња се заминаа од групата, останаа уште 12 мечиња. Тоа би можеле да го запишеме како 17 минус 5 е еднакво на 12. Што можеме да заклучиме од овој час? Дека одземањето е една од основните математички операции во која имаме намалување, броење наназад на бројната оска, односно одземање на помалиот број од поголемиот и добиваме разлика. Например, 19 минус 4 е еднакво на 15. Бројот 19 е намаленик, бројот 4 е намалител. Бројот 15 е разлика. 19 е поголем број, 4 е помал број. Бројот 4 го одземаме од бројот 19 и добиваме разлика 15. Драги дечиња, за домашна задача ќе ви прочитам една приказна од која што вие треба да запишете задача со помош на бројна оска да одговорите на барањето од задача. Маја и Јана играле во паркот со балони. Маја имала 16 балони, а Ана имала 8 балони. Во играта на Маја и пукнале 6 балони, а на Ана и пукнале 4 балончиња. Колку балони ја останале на Маја, а колку балони ја останале на Ана? Драги дечи, со помош на бројната оска пресметате уште колку балончиња ја останале на Маја, колку балончиња ја останале на Ана. Ви благодарам на вниманието.